Кој се враќа во вашиот љубовен енергетски дел? Или пак, која е оваа персона која се враќа во вашиот љубовен живот? Ова е ваша, може би за некој и сродна душа, а може за некој и персона која што слушам дека некој го нарекува или пак ја нарекува љубовта од прошлоста или пак енергија духови од прошлоста. Ова е само енергетска порака која што денешните карти треба да ни ја доловат. Оваа порака или пак ова тематско отварање за вечерашнава енергија ќе биде во можност да го пречекаме ретроградниот Меркур и да дознаеме која е оваа персона која што се враќа во вашиот сегментен љубовен живот. Енергија која што е на самиот праг да дојде на вашиот домашен праг или пак да ве побара. Енергија каде што и не може повеќе да се крие или пак да биде без вас. Ова е персона која што за некој од вас слушам дека Париз е многу битен, Пакистан е многу битен или пак енергија која што ќе ви даде чувства на парк за некој, а за други пак од вас ова е персона која што сте и дале некој подарок кој што се уште го чува. Толку добро го чува што не можете ни да си замислите. Енергија каде што оваа персона буквално ве осеќа се уште. Има ваша енергија и вие имате енергија. Ова е тематско читање, генерално колективно читање, каде што за секој од вас нема да резонира, можеби нема да се препознаете во ова читање или пак нема да дојдете да го послушате оваа порака од денешните карти кои што ќе ја дадат оваа енергија, а за други пак од вас ќе резонира во 100%, а може би и ќе резонира делумно. Земете вам како ви резонира и интуитивно поставете ја вашата визуализација, енергија каде што за некој од вас оваа персона е и желба да се врати во нивниот живот и посакуваат да се врати во нивниот живот. Оваа персона ќе сака да буквално направи реунија со вас во овој ретрограден Меркур, енергија каде што може би ќе треба и да ги изедначите тасовите како за последен пат. Енергија каде што оваа персона ќе се извини, за други пак од вас ќе значи дека оваа персона е веќе дојдена во вашиот енергетски љубовен дел, но ќе сака нешто многу подругачие во овој ретрограден Меркур да ви соопшти, да ви каже. Енергија каде што за некој од вас ова е прошла персона која што некој ќе ја препознае, а некој и нема да ја препознае. Ќе ја препознае токму во сегменти каде што и ќе се најде во ова денешно видео кое што го спремам и го спремив за вас. Енергија каде што за некој од вас оваа персона не е ни љубовна конекција, туку само е енергија која што се надевам дека посакувате да го видите повторно или пак да ја видите повторно оваа персона. За други пак од вас ќе значи дека и ќе се фатат за глава буквално и ќе речат зашто повторно, зашто повторно. Но ретроградниот Меркур си го прави своето. Ова е енергија каде што духовите на прошлоста или пак на минатото се враќаат во нашиот сегментен енергетски љубовен дел за да се докажат и да се поправат некои кармични ситуации кои што се оставени како непипнати или пак како нерешени.
Улогите секогаш можат да биде заменети во ова исчитување од тарот картите и да започнеме со пораката, да видиме која е оваа персона која што се враќа во вашиот живот. Ајде да видиме која е оваа персона која што се враќа во вашиот живот. Значи, комплетно изговорив и така се случи. 2 чаши, енергија каде што ќе наздравувате со оваа персона. Оваа персона е вашата сродна душа. Како сакате, вртете го начинот на размислување, но сегментниот дел е тука. Оваа персона е вашата сродна душа. Оваа персона во претходниот период го напуштила вашиот љубовен живот и во оставила во размислување затоа што оваа персона си го лечела своето срце, си избрала себе си за да се види во право светло, да биде во енергија, да не биде во токсична состојба, да не ве токсицира и вас, туку едноставно се повлекла во себе си, во својата енергетска вредност, каде што и оваа персона била адиктирана од вас, но и вие сте биле адиктирани од неа. Енергија каде што за некој од вас ке значи дека оваа персона ви го скршила срцето со тоа што можеби сте ја фатиле на моменти кои што се во енергија да биде со трета персона или пак да ве мами, да ве лаже, да има токсични енергетики во неа, каде што и самата персона се повлекува. Енергија каде што ставате крај, но се уште ја имате нејзината или пак неговата енергија. Енергија каде што моментите се паметат. Вика, размисли за специјалните моменти кои што ги помина со оваа персона, каде што и оваа персона беше стрекна со вас и вие бевте стрекна со неа, или пак ти беше стрекен со неа, и тоа премногу. Енергија каде што оваа персона ви дава можност да се навраќате на моментите за час или пак за момент, да се навраќате на стари моменти каде што и се преиспитувате. За некој од вас слушам дека и говорат понекогаш, да беше оваа персона тука сега, колку убаво би било. Како би кажала оваа персона сега, како и возвратила на оваа друга персона на вака или на онаков начин. Енергија каде што моментите со оваа персона не се забораваат, оние убави моменти, кога ве допираше на рацете и кога ве буквално ве заштитуваше. Енергија каде што можеби оваа персона и сте очекувале да биде во енергија као заштитник, но оваа персона се повлекла од вашиот живот, ви го скршила срцето, заминала, можеби за некој од вас ќе биде и дека заминала, но заминала на подолга дестинација каде што требала да се пронајде сама себе и за материјалност. Енергија каде што требала да се осамостали, да не биде зависна од други или пак од нејзиното семејство, каде што ќе избегне секаква можна критика. Можеби некој од вас ќе му значи оваа персона дека и не можела да поднесе критики од околината. Енергија каде што оваа персона
сега се враќа во вашиот живот. Буквално го излечила своето срце, вие сте го излечиле своето срце и оваа персона е вашата сродна душа. Буквално се надополнувате. Има енергија каде што не можете да отпуштите оваа персона. Буквално и константно е во вашите мисли, како што и вие сте во мислите на оваа персона. Ајде да видиме која е оваа персона. Видиме која е ова сродна душа која што ќе прославува со вас. Се надева дека ќе прославува со вас. Херофант. Домакин, енергија да е стабилна персона, духовно изградена, очева персона, значи таткова персона, персона која што може би да е нешто повеќе постара од вас, некој си 10 години од вас, за некој од вас ке значи енергија каде што има драстични разлики во поглед на размислување, во поглед на одгој, на гајање, на семејство, на носење битни и важни одлуки во својот сектор, енергетски дел, каде што може да значи дека оваа персона е авторитативна личност, духовно изградена, духовно исцелена, енергија која што оваа персона може за некој од вас да значи дека ви го искршила срцето со тоа што избрала друга персона во неговиот сегментен дел. Енергија каде што за некој од вас ке значи дека оваа персона била во брак, додека била со вас, но не можела да препознае дека е вашата сродна душа. Од кога ве напуштила или пак сте ставиле крај на вашата љубовна врска, таа разбира и сваќа, се навраќа на прошлоста, енергија каде што разбира и доаѓа до момент, до оној аха момент во незиниот живот дека оваа персона е вашата сродна душа и дека вие сте сродна душа на оваа персона. Енергија каде што оваа персона ве сака се уште и ве осеќа енергетски, телепатски, енергија каде што се подударате во многу нешта, се надополнувате. Шештапа, енергија свет, токму така, оваа персона е во странство, оваа персона може да биде дека вие сте биле и нејзин свет, енергија каде што нејзин центар, енергетски центар. Оваа персона може би и ве запознала во структура каде што била голема популарност, енергија каде што сте биле во обкружување со повеќе персони, енергија каде што била со повеќе персони, значи негдека на некој прием или во некоја структура каде што и добива признание или пак е добитник на некој предизвик, некоја победа, негова слава, може би оваа персона е јавна личност, која што и ве напуштила. За други пак од вас ке значи дека оваа персона е во странство, негов предизвик или пак нејзин предизвик било да бидете нејзин трофеј, енергија каде што ве освојува, осум пентакли, енергија каде што оваа персона ве следи преку социјалните мрежи, се распрашува за вас, енергија каде што секогаш сте на
на видик на оваа персона. 8 пентакли, енергија каде што можно е оваа персона да работи и во куќа која што е поврзана со етерот. За некој од вас може да е оваа персона и снимател, може да е јавна личност која излегува пред камери. Оваа персона пати за вас. И се уште пати, но е во сам корак да се врати до вас. Енергија каде што и за овој ретрограден Меркур може би ќе ви стигне порака преку социјални мрежи или пак порака на телефон од оваа персона. Оваа персона со кулата, енергија каде што буквално се вратила дома. За некој од вас оваа персона е пратена на му ставена на она место каде што и припаѓа по генерална кавга со неа. Енергија каде што кулата е сузбивање на се што е и недобро со оваа персона во претходниот период. Енергија каде што оваа персона за некој од вас ке значи дека после долго време, после долги години, повторно ќе сака да се обедини со вас. Енергија да после кулата доаѓа нешто ново што треба да се случи во вашиот сегментен живот. Зашто токму оваа персона денеска се појавува и сака да се врати? Зошто сака да се врати во вашиот сегментен живот? Ајде да видиме. Оваа персона е интелектуалец, значи персона која што размислува, може да има доминантен хороскопски знак од воздушните знаци, близнак, вага, водолија, со некоја структура на земјена енергија, значи девица, бик јарец, интелектуалец, кралот на мачевите е интелектуалец, рационален, енергија каде што и размислува, и пишува, компонира, секогаш е во рацио. Судниот ден, розовата церемонија, енергија каде што оваа персона сака реунија со вас. Енергија каде што ќе побара реунија со вас. Може би оваа персона е разведена сега, за некој од вас ке значи, а за други пак од вас ке значи дека е вдовец. Десет чаши, 10 штапа. Оваа персона толку е сложена, толку е во тежина, толку плаче за вас, буквално во неговиот сегментен љубовен живот. Енергија каде што за некој од вас ќе значи дека ќе има предлог. 10 чаши е дека ќе очекувате предлог од оваа персона за да отпочнете нова љубовна врска која што ќе води до совршинство. Значи енергија каде што ќе биде и можеби запросување или пак да основивате фамилија, фамилиарна вредност. Енергија да херофантот ни го означи моментот на фамилиарни енергии. Можеби за некој од вас ќе значи дека ова е негов бивш брачен партнер, каде што сте ставиле крај, сте се развеле, но сепак овој партнер ќе сака да обнови љубовна енергија со вас. За други пак од вас ќе значи дека оваа персона никогаш нема да пуштат во неговиот живот, затоа што буквално вие сте немале рамо за
на кого да се исплачете од оваа персона. Ве буквално убила во поим, кога си заминала од вашиот живот. Енергија каде што сте се надевале дека ќе бидете во суштина заедно и дека ќе се сакате, но оваа персона заминала затоа што била адиктирана и морала да си ја превземе својата кармична енергија, која што морала и да заврши некој огромен циклус. Асот на чашите, енергија, асот на куповите, енергија каде што ќе се случи буквален бакнеш за вас. Ова е понуда на емотивност, енергија каде што буквално оваа персона влегува во вашиот љубовен живот. За некој од вас слушам дека првиот бакнеш ќе се случи во Париз после долго време, а за други пак од вас слушам дека оваа персона ќе ви ја бакне љубовта и душата. Енергија каде што за некој од вас оваа персона ве вика душо. Отворете се, дадете сила и дадете можност на оваа персона. Енергија каде што ќе треба буквално да се отвори оваа персона пред вас, да ви каже сето она што е спречувало предходно и зашто ја довело сега до вас. Оваа персона собира сила за да дојде до вас, да се отвори пред вас, да ви даде предлог за повторно да бидете заедно, да се реунирате. Значи енергија каде што ќе направите една повторна унија, но не заборавајте. Не им му го триете на нос, или пак не го триете на нос моментот кога сте биле во 10 штапови, во енергија каде што и за некој од вас ќе значи дека сте немале никакво рамо за плачење кога бе оставила оваа персона. Туку спонтано доживејте го моментот, затоа што оваа персона ја има целосно перцепцијата на размислување сменето и го има отфрлено кармичниот дел, каде што и вие комплетно сте се смениле, а и оваа персона. За некој од вас ќе значи дека оваа персона е ваш долгогодишен пријател, каде што не сте можеле да направите унија, не сте можеле да бидете заедно, но оваа персона трнала по својот правец, во својот живот и вие сте трнале во свој правец, во свој живот. А сега ви следува една реунија во вашиот љубовен сегментен дел. Оваа персона комплетно ќе се отвори пред вас. Токму така. Доколку сте кралица на штаповите, ова е за женскиот дел. Доколку сте ватрена енергија и имате овен во наталот доминантен хороскопски знак или пак да сте сонце во овен, енергија сте за оваа персона буквално прекрасна кралица, енергија каде што за некој од вас и ве нарекувал кралице моја, а за други пак од вас слушам дека сте буквално најубавата и најпосакуваната женска енергија на оваа персона. Оваа персона ќе биде во можност да ви понуди предлог, значи предлог за обединување, за спојување, да бидете во можност да прославите, може би и за нова година, енергија каде што оваа персона се враќа во овој ретрограден Меркур до вас. За други пак од вас ќе биде персона која што сте биле веќе во брак со него, но сте се развеле пред 5-10 години, но оваа персона комплетно се враќа во вашиот енергетски љубовен дел. Енергија каде што за оваа персона вие сте една прекрасна кралица која што и ќе ја запази. Енергија да. Пораката од универзумот за вас денеска
Драги мои колективци, енергија да мојата фамилија денеска, која што ќе дојде да послуша оваа порака, е да бидете во оптимизам и да со трите чаши да бидете во енергија на прослава, каде што ќе бидете во дружба, во можност да среќавате и други искуства и други пријателства, енергија каде што ќе бидете во една реунија, во една буквална, чиста и искрена љубов, како што се и двата купа. Енергија која што за некој од вас ќе значи дека и ја очекувате оваа персона и ја посакувате многу долго време. Енергија каде што и се сте простиле на оваа персона, затоа што оваа персона не може да ве отпушти од од неговиот енергетски дел. Енергија каде што за некој од вас ќе значи дека се враќа за да побара прошка и да добие повторно возвратена енергија, возвратена љубов, енергија каде што за некој од вас ќе значи дека не добиле возвратена љубов од оваа персона. Енергија каде што оваа персона мудро прави одлука, носи одлука и е во комплетно на прак за да дојде до вас. Енергија каде што за некој од вас ќе бидете во една стресна околност. Пораката од еднорозите е да верувате во партнерство. Партнерство кое што ќе биде и енергија за секогаш, енергија каде што за некој од вас ќе изградат партнерство кое што ќе изгледа како талентирано, енергија каде што сте талентирани две персони кои што се допираат со срцата, енергија да партнерството во љубовта гради еден талентиран тим на две срца, кои што срцата не се пумпа, туку се енергија на штимер, енергија каде што се осеќате, енергетски се допирате, телепатски се чувствувате, но сте разделени од енергија пуста негрижа или пак енергија предавство. Јас на вам ви посакувам една успешна енергија за вашата сродна душа, која што се надевам дека за некој од вас ќе бидат и да нивната желба или пак нивниот сон се оствари во овој ретрограден Меркур, каде што и носи можност да оваа персона се извини за сето она поминато време кое што не била до вас, за една огромна партнерска поддршка. Енергија каде што вие сте сродни души и ќе сватите, ќе разберете дека сте сродни души. Енергија каде што сте две тела, но едно срце чука во вас. Стоплени и во енергија да оваа персона се враќа во вашиот енергетски љубовен сегментен живот. А ја на вам ви посакувам една љубов како со ништата, да се обедините и да бидете силни. Енергија да донесете битни и важни одлуки во вашиот љубовен живот, затоа што љубовта е градиво, вредни сте да бидете љубени и да ве љубат. Енергија да љубите колку што и дозволувате. Се гледаме во наредно видео. Поздрав!